председателя. Ова процедурално го вземам затоа што се прекршени член 204 став 2, член 156 став 1 и член 126 став 3 од Деловникот на Собранието по однос на поднесената предлог декларација за признавање на државата Палестина од страна на пратеничката група Левица. Согласно член 204, предлог декларациите се третираат како предлог закон во второ читање. Согласно член 156, матичното работно тело и законодавно-правната комисија имаат 7 дена од ставањето на предлог декларацијата на дневен ред да одржат седници на комисиите по таа декларација. Декларацијата е поднесена во октомври лани, ставена е на дневен ред на 10 декември. Не 7 дена, 2,5 месеци поминаа, а Муса Џафери од ДУИ ја блокира и не ја става на дневен ред на Комисија за надворешна политика. Во таква ситуација, согласно член 126 став 3, председател на Собранието е тој што е должен да ја откочи процедурата, затоа што кога председателот на матичното тело не свикува седница, он е должен да свика седници и да назначи некој кој што ќе истера седницата на матичното тело до крај. Арна, ама и вие тоа не го правите. Не ми се верува мене дека дојдовме во ситуација ДУИ и вреди да кочат во Собранието на Македонија декларација за признавање на државата Палестина. Вие добро се сеќаваме, дури и секуларноста на државата ја прекршивте со исламска молитва за жртвите од Сребреница, ама сега овие исламски браќа од Палестина некако ви се помалку браќа, што докажува дека тоа било искористување на религијата за политички поени. Шекспир уште пред 400 години во Хамлет има напишано дека со глумење положност му служите на самиот ѓавол. Ние од друга страна сме левичари, комунисти, нас не занима кој е муслиман, кој е христијанин, нас не занима антиимпериализам и од тој империализам да не страдат невини животи и да нема жртви. Затоа престанете да глумите поважност и согласно Деловникот на Собранието закажете, согласно член 126 став 3, закажете седница на Комисија за надворешна политика. Благодарам.